Дојдов и го најдов мајсторот. За Сарајот? Аха. Реши да го правиш, а? Еми решив, како не. Оти па да не. Пари имаме колку што сакаме. Оти кејф на душата да не се направиме малку во Сарајвек, а? Ама мајстор најдов, знаеш каков? Мајстор над мајсторите. Баш мајстор, а? Го знам? Ви сега, може си чула ти за него, ама не верувам дека го знаеш. Не, а? Знаеш како се вика? Свети Тома. Свети Тома? Си чула за него? Сум чула, ама јас сум чула дека тој шета вака по земјава и го фали името на Исуса по народов, ама не сум знаела дека е мајстор и дека пие. Слушај, тој шета по народот, го фали името Исусово, ама си е мајстор устабашија. Ами си го вади лебот, Сара и гради куки, мајстор зидар што му нема рамен. Еми, каде, што чекаш го... Види сега, тоа е тука во нашево место. Начув, а и отидов да зирнам еден сарај што го градел. Многу убав, умот ми штукна кога го видов. Леле, па што чекаш, викни го. Ќе го викнам. Да го викнам, слугата да го викнам. Не, јас ќе го викнам, Ајде. Митре, измеќеру. Ела мамо бе. Повели, чорбаджи, заповедај. Слушај, ја знаеш ли ти куќата на чорбаджи Јанко? Ја знам, оти да не ја знам. Кога ја знаеш, ќе претрчаш до кај куќата на чорбаджи Јанко, таму има еден мајстор. Свети Тома. Ќе му речеш на тој мајстор да дојде ваму кај мене на ручек. Ќе му речеш вака, за најголемиот мајстор устабашија на светот, најубавиот ручек кај најголемиот чорбаджија. Разбра? Разбрав, оти да не разберам. Јај, тргнувај, оти нозете ќе ти ги испокашам. Еве, трчам, се. Ај така. Јас да те мислам натаму, а ти да си веќе наваму. Разбра? Ајде, досега ќе. Ајде, оди. Оје. Мислиш, ќе дојде? Оти да не дојде, мори. Ќе дојде, сигурен сум. Чорбаджио, ќе дојде. Еве, сега ќе дојде. И се му кажа кој што ти реков? Се му кажав, оти да не му кажа. Бре, Митре, бре. Ано се му кажа. Не ми се оди кај овој човек. Навистина голем чорбаджија, ама кога се распрашував кај луѓето, многу лоши работи ми зборуваа за него. Знам. Знам, помошнику мој. Се знам за него и јас се распрашав. Знам дека е голем мамеледжија. Знам дека многу луѓе има со голено до гола кожа што се вели ги има одрано, многу куќи затворено, зацрнато, се знам. Па, зошто бе мајсторе тогаш на него да си го арчиш мајсторлакот и уште Сарај пак да му правиш? Си во право тоа што ми го рече. Таков човек не заслужува што се вели ни треба да му се направи. Така да? Арно, ама да ти кажам искрено, наумив нешто за него. А што тоа? Ке се обидам душата од гревоите да му ја спасам, а парите што ги земал од луѓето да им ги вратам. А како мислиш тоа да го направиш, мајстор Тому? Види вака, помошнику мој.
Јас сега ќе појдам кај него да се договорам за работава, да ја погодам работата. А ти ќе прошеташ по местово и ќе се распрашаш на кои се луѓе пари им има земено. Так. И колку им има земено. Сите луѓе што ќе ги дознаеш, ќе ги клаиш на книга. И книгата после мене ќе ми ја дадиш. Дали ќе стигнам сите денеска да ги запишам? Знаеш што ти многу луѓе пропиштеле од него. Знам, помошнико мој, знам, затоа оди што е можно побрзо и сврши работата, зашто и јас треба да појдам кај него. Ајде, побрзај. Добро, мајстор Том, со здраве. Ајде. Овој сарај, што пред малку ви го опишав, мислам дека најмногу ќе ви одговара. Мислам дека е најубав и дека ќе ви се бендиса. Па, него да го почнам. Домакинка, те бендисуе ли тебе овој сарај? Од убав по убав е. Токму таков сакам да биде. И да знаеш по убав, не сакам по убав. Баш таков сакам да биде. Да ви го кажам уште ова, чорбаџике, овој сарај е многу скап, многу пари ке вечини. Затоа не знам, затоа домакинот за пари, тој треба да се каже. Бре, мајсторчи, бре, топче, бре. Прави го ти за пари, ич не бери гајле. Чорбаџија сум јас, бре, имам пари неброени. Шо ми е таква работата, чорбаџи, да си понадеме рака? А така. И да го мислам почетокот. А така. Уште утре одам да купам зајре. А така. За почеток ќе треба да ми дадеш едно 5000 алтари. Кого? 5000. Еве ми ти 6000 алтари. 6. Аха. Ако. Нека има. Нека има. Ако. А сега, домакинке, донеси го ручекот. Така, за најголемиот мајстор, најубавиот ручек. Ајде. Мајстор Томо, ја свршив работава. Браво си. Еве го списокот. А? Голем список, голем. Навистина голем мемелеџија е. Господи Боже, колку народ има запустено. Кој не знае така, помошнико мој, 10 да дај, 20 да земи. Овие првите, тие се најотепани. До гола кожа се одрани. А овие подолу помалку и се така, со ред. Умно и убаво ова што си го сторил. Умно.
А сега, еве ти ги овие пари, што ги земав од чорбаджијата. Овие пари ќе им ги разделиш на овие првите, најодраните. А за овие подолу, полека и ним ќе им ги вратиме парите, штом ќе земам други пари од чорбаджијата. Сега веднаш да тргнам по куќите? Не. Наредно ќе биде двајцата да им ги разделиме парите. Сега прво ќе одиме, ќе легнеме, ќе се одмориме. А утре, штом ќе се раздени, двајцата ќе трнеме и ќе им ги поделиме парите. Чорбаджио, дојде Свети Тома. Викни го, нека влезе, ајде. Сега. Здраво живо, чорбаджио, си ме викал. Слушај, мајсторе Томо, ти светец, ама, брате, пресвета. Досега траев, молчев, ама поиќе не можам. Што не ти чини, бе, чорбаджио? Ништо не ми чини. Ништо не ми чини, бре. Што да ми чини? Оти. Ево ти, 5 дена доаѓаш. Секој ден ми бараш пари. Ти давам пари, а не знам парите ни каде одат, ни што правиш со тие пари. Каде ги трошиш? Пари давам, пари, сакам да знам каде ми се парите. Чии пари, бе, чорбаджио? Како ме чии пари? Што зборува чии пари? Мои пари, бе, мои пари. Чии пари, мои пари, се знае чии пари. Сакам уште денеска да ми го покажеш ти Сарајот да го видам. Ако не го видам, да знаеш ќе те дадам кај кадијата, па нека те прати апсара. Како, бе, како ќе ме дадеш мене на кадијата? Така, многу бо со Давија ќе те дадам. Митре, ела во ме, Митре. Кажи, Чорбаджио, што треба? Кога е овој човек тука? Го гледам, оти да не го гледам. Што направил Свети Тома? Свети Тома? Ништо не направил. Ете тоа. Ништо не направил. Само парите ми ги испотроши. Ај слушај, ќе одиш кај кадијата и ќе бараш да ти даде джандари да го земат и веднаш апсара да го пратат. А Давијата јас ќе му ја однесам таму. Ме разбра? Ај сега. Разбрав, оти да не Ајде, разбрав. секој. Еве сега. Грешиш душа, чорбаджио. Јас Сарајот ти го правам како што се договоривме. И кога ќе биде готов, ќе ти го покажам. Само ќе треба да ми даеш уште троа пари да го дозавршам. Како е? Како ќе тоа пари, бе? Што зборува, бе? Што ќе дозавршиш, бе? Ти уште ни темелот не знаеш кај му е на Сарајот, бе. Слушај, ти ми ги крадеш парите, Арамио еден, крадеш од честни, ти ги трошиш парите. Абе ти темелот не можеш да ми го покажеш, а не пак Сарајот ќе ми го покажеш. Реков, не греши душа, чорбаджио, и така ти е многу грешна. Ја, ти ќе ми кажеш дека мене ми е грешна душата. Сакав да ти помогнам, ама како што гледам, ти не сакаш својата душа од вечни маки да си ја куртулиш. Ти ќе ми ја куртулиш мене душата од вечни маки. Не треба, фала ти.
Джандарите се долу. Чека. Викни ги. Еве сега. Така стојат работите, Кадио, верувајте ми. Абе, како да ти верувам дека прави Сарај, кога не можеш да ми го покажеш? Покажи ми го да го видам, па ќе те ослободам. Ама пак ќе ти речам, како можам да ти го покажам Сарајот кога не е готов? Оставете ме нараед, кај да е за скоро време ќе го доправам. Слушај, вам. Или ќе ми го покажеш Сарајот, или ќе вратиш парите, или крк. Ама, Кадио, јас пари не можам да вратам. За спасение на чорбаджијата се потрошени. Па зар не ме разбираш? Еве, правете што сакате со мене. Само едно ќе ве замолам. Помошникот мој да не го ѓибате. Тој ништо не е кабает. Помошникот. Помошникот ние и не го гибаме. Еве, го гледаш некаде? Го нема. Значи, не сме го затвориле. А и тој не е кабает, затоа што ти си му мајстор, тој ќе прави, ти што ќе му кажеш. Така е, Кадио. Па така е. И тој не е кабает, ама да знаеш, уште еднаш ќе ти кажам. Ни јас не сум кабает. За тебе се види. Стража! Ајде, водете го. А малку требаше да го спасам. Душата од сите гревои да му ја избавам. Го познаваш Чорбаджијо? Овој Сарај чиј е? Еми, овој Сарај ми личи на оној што мајсторот Томо ми го таксуеше кога ми ги земаше парите да го гради. Овој е твојот Сарај, Чорбаджи. Овде требаше да дојдеш кога ќе умриш. Ама ти не сакаше да даеш пари да го допреи. И сега за сите греови ќе тргаш довека. Тој твоите пари ги даваше на оние што си ги ограбил, на сиромасите. Та така ти го созида овој Сарај. Слушај, што ќе ти кажам. Да одиш, да го изваиш од затвор и да му даеш голем бакшиш. Та така, Белким, ќе се спасиш од гревоите.
Држ. Што е ова? Алтани. Алтани. Да. За кого и од кого? Од чорбаджијата. За тебе. Тој те пикна, тој те извади.